Еленка, фала ти што си кај мене дома и што се нафати да бидеш дел од серијалот на Хероите. Можеби нели не си приказна која што има ослабено 20 килограми и не е секогаш тоа поентата, ама си еден од најзастапените ликови и најголемиот мотиватор во групата која што секојдневно откако започна со нас објавуваш слики од тренинг и можеш да ни се пофалиш тоа дека летово ги извади стомачните. Па заради тоа и те како си заслужна денес да бидеш дел од едно од приказните на Хероите. Добре дојде. Ти благодарам, Анна, и добре те најдов. Ти благодарам за убавите зборови. Навистина, овој период мислам дека бев најмногу мотивирана за тренинзи и верувам дека изминативе години, бидејќи сум веќе постар член во армијата, веќе 4 години, си придонесоа. Значи, на еден начин придонесоа да можам да напредувам и вежбите веќе да ми станат една рутина, една навика, без која што мислам дека еден ден не ми поминува. Морам да ги завршам. Која беше Елена пред да започне со програмите на Pitch Army? Спомна дека си со нас 4 години. Дали воопшто се сеќаваш на тој период или ти може би чудно како порано си живеела? Се сеќавам, секако дека се сеќавам. Првата причина поради која што ја отворив програмата и почнав да ве заследувам беше поради тоа што бев мајка која што веќе има едно дете на 5 годишна возраст, потоа веќе размислував на второ дете, меѓутоа почна нешто здравствено да не се чувствувам добро. Сватив дека во која смисла, што почувствува? Добив некој напад на жолчка, кој што ми се повтори 2 пати или 3 пати во текот на годината и дури бев исплашена како јас понатаму би можела и со второ дете. Значи како би затруднила, што би јадела, со што би се хранела, нели нормално. Иако сум девојче која што била секогаш активна, спортски градена, не сум имала никаков проблем со храна, се до првата бременост кога јас се здебелив 15 килограми. Меѓутоа се обидов. Што јадеше за време на таа бременост? Различно беше тоа што многу внесував храна која што не ми годи. Значи бел леп, пецива, месо, да кажам некоја неодредена моја рутина на јадење, во која што навистина немаше потреба толку многу, а сепак нели се лажеме, трудница мора да јаде за двајца и така натаму. Воопшто не беше тој случај. А што пред да останеш трудна? Во каква форма беше, како се чувствуваше, дали беше активна, дали тогаш нешто внимаваше на храна или? Си внимавав, на еден одреден момент, значи внимавав, не јадев толку бел леп и немав толкова потреба од храна, меѓутоа сметам дека некако работите се менуваат кога одиш на нов простор во нова куќа со нели луѓе кои што имаат застапено доручек, ручек, вечера и се готви. Ја живеев со свекор, со девер, со баба, значи заедница која што навистина ми придонесе да морам да готвам постојано, да имам потреба нели таа храна и да ја јадам на некој начин, сметајќи дека нели во ред да јадам доволно и за двајца. Значи не беше, да. Како ти изгледаше денот тогаш, пример? Што најчесто јадеше за појадок, за ручек, за вечера? Појадокот знаем да го скокнам, немајќи време одејќи на работа. За ручек знаев додека сум и на работа знаев да јадам нешто на брзина, некој сендвич или нешто што ќе си го подготвам таму. Или благо ќе падне шеќерот, ќе снемаш енергија. Точно, кога немаш енергија, мора нешто да те држи, додека кога ќе се вратев веднаш, значи преминував на обилен ручек, бидејќи нели гладна, цел ден си работел. Доаѓаш, ти се јаде. Не ни размислуваш што јадеш во тој момент, битно да се најадеш. Да се наситиш, да се запитиш. Храната ти е како некоја релаксација после работа и мислиш дека буквално ова го заслужувам, цел ден сум работел и тоа е тоа. До вечер продолжуваш со нешто друго што е пак грицки благо, некоја храна која што навистина нема никакви. Или ако си јадела пример покасно после работа, најчесто не ти се пријадува дека 11 и таму негде 11:30 пред легнување си викаш да си каснам нешто јас. Да.
се сеќавам, имаше моменти кога буквално со сопругот знаевме да се грицкаме. Стандардна приказна која што се повторува скоро на сите девојки, баш заради тоа си денес тука да ни кажеш како си испливала ти со твоите нови навики, нели, за да си пример на армијата. Што беше твојата првична мотивација кога започна? Кажа, нели, дека си се поправила за време на бременоста? Да, се дали поправи. Тоа беше најголемата мотивација, изгледот или тоа што спомна дека си имала здравствен проблем чирот? Што најмногу те... Севкупно. Значи, Јана, севкупно. Мојот здравствен проблем не се реши затоа што за жолчката значи да не јадеш јајца, да не јадеш зелка, да не јадеш грав, да не јадеш многу работи. Значи, докторката се што ми препиша беше буквално да бидам на некоја салата само и некое овошје, кое што реално јас сметав дека не може моето дете, нели, во стомак да го хранам со нешто што веќе во вторава бременост, која што верував дека ако јас не бидам здрава мајка, нема да родам здраво дете. Значи, ако јас не се грижам за себе си, не можам, значи, да понатаму да сметам дека може ова бебе да биде здраво. Точно. Дали постоеше нешто во тој период што можеби те натера за малку да се откажеш? И што беше тоа? Или беше од кога се реши дека мораш да го промениш начинот на како функционираш во денот, беше со цврста одлука и тоа беше тоа, стави печат? Или имаше моменти кога стварно сакаше да се откажеш? Так. Мојата првична цел беше, нели, да го решам здравствениот проблем и да ослабнам, меѓутоа кога видов што се треба да јадам и во програмата. Значи, варените јајца беа исто така многу застапени и поврзани работи се со јајца. И јас толку верував во оваа програма, што јас реков не ми интересира што ми рекла докторката, кога јас се чувствувам на овој начин дека можам да си го решам проблемот и ќе пробам да си го решам проблемот. Работата е тоа што според мене, нели, не можам јас тоа да го изговорам зашто, нели, не сум доктор, ама кога некоја храна е забранета, не значи дека не треба да се конзумира. Напротив, треба да се касне барем малку за телото, нели, да ги произведе, да почне да се навикнува на таа нова храна. Заради тоа сметам и дека програмата на Peach Army е составена на тој начин да може да се води една жена до крајот на својот живот без да почувствува некакви, нели, проблеми. Нормално, ако има некоја диагноза, јас секогаш советувам прво да се советувате, нели, со доктор, и најчесто програмите се препишани од доктор, ги советуваат докторите да можеш да се водиш, така да супер одлука си направила со тоа што си продолжила, нели, по таа исхрана. Како се промени твоето тело и твојата енергија, твојата самодоверба, што почувствува најпрво со програмите? Најпрво со програмата почувствував олеснување во смисла почнав да јадам и не почнав да ги чувствувам тие тегоби што ги имав претходно. Почнав редовно да се ги правам сите оброци, уживам во правење на храна, уживам во спремање, па и во сликање на истата храна. И сметав дека што ми дава знак дека јас ова можам да го јадам, ова мене ми годи, мене ова ми е окей. Веднаш преминав на вториот дел, мојата цел слабење. Јас во првите 2 месеци, кога почна предизвикот на есенскиот предизвик, октомври исто вака мислам дека беше, предизвикот за слабење, јас симнав 8 килограми и сватив дека само довербата и волјата можат да направат некоја промена ако сакаш и ако се решиш. Ти си мајка, учителка. Како се справуваш со секојдневните обврски и буквално да бидеш една од најголемите мотивации во група? Значи имаш време и за фамилијата дома и да ги учиш на школа толку деца и, нели, да им се посветиш на жените во група. Како се справуваш? Која е твојата тајна? Благодарам. Ова прашање често ми го поставуваат и моите колешки, затоа што знаат со кој начин, со кој е темпо, значи работам и дома и како успевам да направам промена, бидејќи првата промена нормално ми е забележана работа. Сите ми дадоа многу пофалби, убави зборови ми кажа и сака да дознаат што се променило кај мене. Кога разбраа дека јас сум во Peach Army и дека ослабнав 8 килограми само со тоа што сум јас редовно во извршување на своите тренинзи и следење, нели, на планот на исхрана, веднаш, значи, добив поголема енергија, поголема мотивација
И промената кај мене беше тоа што сватив дека секој може да го направи ова што јас го постигнав, не е никаква тајна и не е ништо што е нешто недостапно за било кого. Затоа сметав дека и на моите ученици можам да им покажам лично преку свој пример. Тоа ќе ми беше следното прашање, дали влијаеш и на учениците? Да. За да сватат едноставно дека кога веруваш во себе и кога сакаш да направиш промена, не постои нешто што може да те предомисли. И најчудното нешто што никој не го верува, посебно оние кои што никогаш не се не вежбале или не се исхранувале здраво, кога ќе кажат: "Ама јас немам енергија, не можам ни да вежбам", без да знаат дека ти добиваш енергија кога трошиш енергија. Буквално. Јас ја трошам енергијата на работа бидејќи зборувам на 29 ученици и после тие часови јас доаѓам дома, ниту лежам, ниту спијам, ниту одмарам, јас буквално прво се фаќам за вежбање. Јас се полнам со енергија повторно и можам во текот на денот да ги извршам сите останати задачи. Значи да им спремам и на моите дома за ручек и да бидам подготвена кога ќе се вратат и да се посветам на сопругот и на себе да си најдам време до вечер, знам и да излезам вечерта, затоа што тоа е тоа што мене ме полни. Тоа е тоа што ми ја враќа мене енергијата. Може би е и некоја професионална деформација во смисла, верувам дека си премногу организирана. Дали сметаш дека ако не си доволно организиран, нема да успееш? Напротив, не сум толку организирана колку што сметам дека за ова морам да најдам време. Значи, во текот на денот ми се случуваат и непредвидливи работи и да не можам во моментот како што сум си планирала да направам. Вечерта во 10 во 11 станувам вежбам. Значи се затварам во соба и си вежбам. Што е тоа што те движи? Која е твојата тајна? Има ли денови кога не можеш, не сакаш и си велиш не го правам ова? Што е тогаш? Што те движи? И наетот. Најчесто и наетот, бидејќи често знам да бидам во конфликт со сопругот и да разговараме на тема добра, ајде сега веруваш дека ако само извежбаш, готово ќе ослабнеш или готово ќе направиш тело. Велам ти гледај и чекај, јас да ти ги покажам моите резултати. И учи. Буквално е, нема секогаш да имаме мотивација, ни треба дисциплина, е таа што не одредува кој колку е јак карактерно и психички. Една движечка сила ми е музиката. Психички сметам дека покрај Pitch Army станав многу силна, многу самоуверена, многу доследна на работите што јас сакам да ги исполнам. И нема сила што може да ме предомисли, која што може да каже, за да може да кажат, па добро извежба колку си ослабна 8 кила, си постигна цел, што сега, што мора да се замараш повторно со истото. Меѓутоа за мене ова е начин на живот, за мене ова е нешто што ќе го правам и сум доживотен војник. Ние си имаме друженост, имаме сретнато неколку пати на Pitch Army настаните и искрено од последниот пат до сега можам да кажам и јас лично дека има промена на начинот на ставот и начинот на твоето зборување на подобро и многу ми е мерак дека со помош на Pitch Army програмата голем дел е благодарение на Pitch Army на програмата, така да стварно ми е многу мерак. Кажи ми кој дел од апликацијата најмногу ти се допаѓа или кој е, дали исхраната, дали вежбите или девојките, што е тоа што те возбудува најмногу кога ќе ја отвориш апликацијата? На што прво се радуваш? Така, секако дека се девојките, секако дека си ти, затоа што имаше моменти кога не беше овде, беше надвор некаде, меѓутоа не следиш, не пратиш, ни враќаш коментари, пораки и јас сум тогаш пресреќна знаејќи дека барем еден дел од моментот си прочитала, си видела и си напофалила за тоа како напредуваме. За мене тоа е нешто најсвето, најважно. Значи, девојките се голема мотивација, инспирација, ти исто така. Фала ти. Баш како што кажав, нашата муза. Фала ти многу. Да. Како се справуваш со вежбите? На почетокот ми беше малку скептично дали да почнам дома или да почнам теретана, меѓутоа знаејќи дека ќе морам да се повеќе време одвојам за да отидам во теретана, да бидам подготвена, спремна и така натаму, решив првично да пробам дома. Одма си ги земав ластиците, си набавив тегови, подлога и почнав со вежби активно 40 на минути дома. Да.
Штом сватив дека тоа е моje катче каде што мене барам работата ми дозволува кога сум прва смена, завршувам со врските, имам еден поголем дел од денот кога сум сама. Значи буквално можев да си се посветам, да си ја пуштам апликацијата, да си ги извежбам вежбите и потоа денот за мене да биде исполнет. Спомна пред малку дека сопругот до некаде е мотивација, до некаде нели не е, можеби што мислиш зошто е тоа така? Па верував дека почна да ми љубомори. Често се смееме на тоа и велам ќе станеш свесен кога ќе дојдеш до некој резултат како што јас направив. Кога ќе си ги симнеш тие килограми што ти сметаат, нели? Верувам дека ќе се предомислиш и дека ќе бидеш моја прва поддршка понатаму. Не дека не ме поддржува, меѓутоа во моменти кога навистина му беше онака да кажам по не толку важно, мене најголемиот инат ми дојде тогаш и решив да му покажам дека греши. Дека јас можам да го направам ова. На кој јас се надевам дека ќе успееш да го измотивираш или после видеово дека барем до некаде ќе успееме да го мотивираме сите. Ете и јас јавно го поканувам сопругот да те поддржува и да биде дел од програмата, да проба доброците. Тоа ми е следното прашање. Дали готвиш поединечно за секој или да. Имам во текот на денот знам да направам и 3 оброци. Значи посебно за мене, посебно за сопругот и децата и посебно за свекорот. Не јадаме сите иста храна. Најчесто јас сум таа што прве подготвува мојата храна, па потоа нивната. Иако се обидов сите да ги привлечам на една иста храна. Значи, јас мислам да почнеш од свекорот, да го ставиш свекорот на ред и да остане мажот во ќош. Или да станеш малку полоша. Рече, јас од денес готвам само за мене и за децата. Децата од денес јадете јас што јадам или нема да јадете ништо. Да, поголемиот... Види, мора малку строгост. Иначе... Да. Поголемиот син Калин веќе прифати одреден ден на работите што јас јадам. Браво за Калин. Да. Помалиот, бидејќи е многу љубопитен, пробува. А најинтересен момент ми е што ме следат и ме имитираат во вежбите. Значи знаат да седнат со мене, ајде мама што ќе вежбаме, што ќе правиме. Многу е битно тоа. Да. Мислам, можеби не си свесна, ама им се врежува нив тоа во глава. Им се врежува, верувам, да. Мислам дека давам еден убав пример, иако нели се 11 и неполни 6 години, сепак сметам дека им давам еден убав пример како понатаму треба да се грижат за себе си и како да се бидат физички активни во текот на денот, иако се деца. Значи сепак. Нешто што ми е интересно за дискусија, ја следите истата храна, ги следите истите вежби, зошто мислиш дека некои девојки имаат поголеми резултати од останатите? Например, ти си девојката која што извади стомачни летово. Има многу девојки кои што беа на летниот предизвик или сега се на програмите, ама не го достигнале тоа. Така, ти благодарам. Верувам дека треба да веруваш во ова многу, да се посветиш, да бидеш доследна на тоа што го правиш. Можеби не е само целта нели да ослабнеш, не е можеби целта само да го промениш своето тело. Јас кај мене го променив мојот мајндсет, односно мојот начин на размислување многу се промени. Тука мислам дека е клучната работа зошто го правам ова и зошто ќе продолжам да го правам ова. Значи, која е твојата тајна? Што правиш поразлично од другите девојки? Сметам дека сум доста активна, односно дека доста пешачам. Навистина правам доста километри со оглед на тоа дека сакам да бидам одговорна и во делот нели покрај тоа што сум со вежби активна, сакам да си имам и пешачењето некако ми исполнува време за себе повторно да имам. Колку пешачиш? Што значи тоа пешачам? Колку често? Секојдневно. По 2, 3, 5-6? Да, 5-6 километри. Завршувам врски сама. Верувам дека и период кога, значи јас не возам кола, меѓутоа пред извесен период кога положив, сватив дека јас благодарение на мојата активност, на моите движења за извршување на некои задачи, несвесно сум си придонела да можам да бидам активна и моите мускули да го памтат тоа. Кога почнав да вежбам, јас немав некој поголем проблем во поглед на тоа извршување на некоја задача вежба, затоа што веќе некако моето тело беше навикнато, научено. И продолжив да пешачам, и се уште си пешачам. Што со сонот?
Дали имаш одредено време кога легнуваш? Имам одредено време, гледам да не е тоа подоцна нели од 12 часот, знам да се легнам и во 10:30 ако се чувствувам уморна, доволно да се одморам, да се наспијам, станувам со рутина, си пијам вода, ѓумбир, лимон. Ако не можам веднаш, не се фаќам за кафе, престанав да го правам, тоа веќе одамна. Си ја носам водата на работа, па потоа дури почнувам со Многу едноставно. Тајната е пешачење, секојдневно, добар сон и многу вода, и многу хидратација. вода. Да. Ништо, тоа беше, барем јас мислам дека те прашав се што ме интересираше, верувам дека девојките ќе уживаат во овој разговор и ќе научат многу работи од тебе. Јас сакам едно мало внимание од тимот на Pitch Army, едно златно одгледало, секој ден да се огледуваш и да знаеш дека ти си не само нашиот херој, туку херојот на целата армија и дека многу жени сакаат да се огледуваат, тоест да се огледуваат од тебе. Повели, најзаслужено. Ти благодарам, ова награда навистина многу ми значи. Навистина верувајте во себе, правете се што ви даваме како совети, следете ја програмата. Значи Pitch Army е програма, начин на живот, нешто што верувам дека секој би можел да си го дозволи и да си ја направи промената пред се за себе си. Нема поубаво чувство од здрава мајка, здрава сопруга, исполнета жена. Тука веќе се прават големите промени во животот. Фала, леле, колку ба реченица. Фала. Ти благодарам, од срце кажано. Стварно многу, како да си го читала од негде. Многу, учителка.